Хајп ТВ е тука да ве изненади, а ние сме тука да изненадиме една многу позната македонска звезда, YouTube звезда. Тој не знае дека сме пред неговата врата, ние културно ќе задзвониме и ќе видиме каков одговор ќе добиеме. Одиме. Да видиме дали дома према. Изненадување? Ајде, кој? Како си, Марио? Здраво, живо, супер, вие? Добро те најдовме. Влегуваме во новиот стан, со десна нога. Ајде. Ајде, добре дојде. Ти благодарам многу. Уште одма се гледаме пријатен амбиент, малку рустикален и со одредена доза на еклектичност. Се надам дека ќе биде пријатно да се седи малце со тебе. Ајде, се надевам, никој не се пожалил што влегол останав, па ќе видиме. За да не остане покуса, Хајп ТВМК се наоѓа во станот на Марио Арангеловски, еден од нашите најпознати јутубери кој направи револуција во YouTube и интернет просторот и секако музичар, односно пејач. Решивме да го посетиме неговиот нов стан, односно неговото ново живеалиште, да видиме како живее, како се случуваше трансферот од Куманово во Скопје и да ни раскаже нешто повеќе за себе. Прекрасен стан, морам да признам, амбиентот е одличен, Марио одличен тука веднаш до мене и веднаш првото прашање кое би му го поставил е: Марио, како се случи трансферот од Куманово до Скопје? Не е многу голема разлика, меѓутоа не е Њу Йорк, Скопје, меѓутоа сепак е трансфер. Тоа ќе кажев, не сум се доселил од Бог знае каде. Куманово ни е на 30 на минути со кола, така што не чувствувам нешто сериозна разлика, при тоа цел живот се движам овде по Скопје, сите случувања во рамките на фелата со која што, нели, во која што делувам, се случуваат токму овде, така што Скопје како град ми е веќе многу познат, меѓутоа одлучив после долги години да ставам точка на една приказна и пред да наполнам 30 години да се почувствувам конечно целосно самостоен. И затоа и дојдов овде. Белиш пред да наполниш 30 години. Претходно работеше во општина Куманово, колку што знам 7 години. Што беше тригерот за да се одлучиш за ново работно место и преселувањето во Скопје? Па постојат тука многу причини, меѓутоа нешто што ете за во јавност и е суштински како причина за моето заминување и од тоа работно место и од градот Куманово е недостаток на креативно изразување на работа што мене реално ми исполнува. Јас успешно делував во култура на ниво на општина Куманово цели 7 години, од кои што 3 бев и директор на Фондацијата за култура и спорт. Меѓутоа, чувствував потреба дека ми треба промена некаква. Чувствував потреба да напредувам. Таму мислам дека го достигнав врвот, макар во таа институција во која што бев јас, и не можев да си дозволам да останам да тапкам во место до пензија. Едноставно тоа не беше солуција која што ја би ја прифатил со леснотија. Одлучив да ризикувам, да ги преземам работите во мој раце. Сметам дека камерите, шоу-бизнисот, музиката, јутубот, тоа креативно изразување е нешто што јас треба да го работам и ќе дадам се од себе за да си го дозволам тоа, да можам да живеам токму од она што ми е страст. На Инстаграм стори бараше фризер и добра храна. Дали најде во Скопје? Барав све, многу ми беше чудно колку и Скопје да ми е познато. Кога се доселив, некако сатив дека јас во Куманово имам фризер, имам матичан лекар, имам, не знам, теретана, имам масер, имам... Дома си? Да, едноставно све тоа се работи кои што ја ги подразбирав у тој момент, и кога дојав овде сватив дека немам кај да се, мислам, ја познавам еден куп фризери по Скопје и така натаму, меѓутоа барав нешто што ми е овде у близина. И најдов фризер, бев денес баш да се средам специјално за Хајп, да си го поздравам Ерко и мистер Барбер, односно Харис, кој конкретно денес ме среди. Не знам, најдов се што ми беше потребно, и теретана, и фризер, матичен лекар не сум нашол, се надам дека нема да би биде потребен. Барем посакувам тоа да остане така на крајот од денот, што и да ми треба, блиско ми е Куманово, можам да за половина час сум таму, така што не е тоа толку
проблематично, меѓутоа ете, ми требаше малку недела две да се снајдам, да видам како да делувам како нормален човек и со сите потреби кои нели ги имаме. Имаш ли одредени конкретни симпатии кон Скопје? Динамичен град се разбира, единствено во кога што се збира цела Македонија, како племе сме сите собрани на едно место, за жал. Меѓутоа Скопје тоа што е, како ти го прецепираш од твоја гледна точка? Па види, Скопје вакво или такво е центар на сите случувања и тоа е неминовно. Моја среќа е што сум израснат во Куманово, пак ќе кажам град кој е најблиску до Скопје малтене и некако не чувствувам некоја сериозна разлика се. Јас не сум доселен од некој град што е многу далеко од Скопје, па верувам дека тие луѓе многу и поретко доаѓаат. Јас сум бил константно Куманово, Скопје, овде из факултет завршив, имам овде еден куп познаници, пријатели така натаму, така што не ми е непознато. Меѓутоа дека е центар на сите случувања, тоа е факт, дека има најмногу жители, тоа е факт, мене ме вози таа енергија што овде постои. Може да биде многу подобар град за живење, во тоа верувам, меѓутоа сега не би сакал да навлегувам во хигиената на градот, воздухот и така натаму. Не се чувствувам компетентен за тоа да зборувам, мани критикував долги години се и се што, сега сум некако има кој за тоа да зборува. Генерално го сакам Скопје, го сакам Охрид, го сакам Куманово, ја сакам Македонија, така што немам проблем кај да ме ставиш таму ќе живеам, само ми е битно да можам да функционирам идеално, а сметам дека Скопје е град во кој што реално можам да се изразам во оние области кои ми се мене блиски, а тоа е музика, тоа е YouTube, тоа е креирање, тоа е маркетинг, тоа е све она што мене ме интересира. Познат си по критиката и тоа го спомна, критикувам се и се што, точно дека критикуваш се и се што. Критикуваше. Меѓутоа, еве, па би ти поставил на прашање на конкретна критика за Куманово. Конкретно, како градот го гледаш денес од ова временска дистанца? Од почет кон луѓе кои се на власт во Куманово не би сакал да го критикувам, затоа што многу луѓе поврзуваат органска критика, што навистина недостасува во тој град, со политика. И мене тоа ми иде на живци и кога зборувам вака јасно и гласно зашто сум си заминал од работата едно, друго, трето, би сакал да ги спречам сите потенцијални шпекулации, затоа што јас со градоначалникот на Куманово, со претседателката на Советот, со сите членови на Советот сум во апсолутно коректни односи, со сите нив сум, мислам, тие луѓе ме уважиле, ги уважувале моите идеи, моите совети, моите критики меѓу другото. Не сум јас од оние вработени кои што да, све е супер, не било супер и не е супер и во Куманово има многу што да се работи и градот сам по себе може многу да напредува. Меѓутоа, фали ноќен живот, фали естрада, фали, знаеш како, луѓето од Македонија не се стационирани во сопствените матични градови и не делуваат таму, сите доаѓаат во Скопје. Зборам од оваа фела. Затоа што таму не постои телевизија, не постои радио, имаме ние нешто локално, меѓутоа тоа е малтене статистичка грешка. И не можеш да функционираш. Или треба константно да патуваш или целосно да се преселиш во Скопје. И тоа веројатно се случува и со луѓе кои живеат во Штип, Охрид, Делчево или уште помали градови како Берово и така натаму. Некако постојат многу работи кои јас би ги променил во Куманово, но како некој што работел у општина и кој ги знае, која знае суштината на проблемите и дека не се баш не постои така лесно решение за истите, при тоа сите луѓе сами по себе си бараат да се реши нивниот проблем, а нивниот проблем е секогаш најголем. Независно дали ти имаш еден проблем, јас друг, твојот е може би многу посериозен, твојот за тебе е најголем, мојот за мене е најголем. И тоа е секогаш така, не еден му фали улица да се асфалти, леле јас сега како предизбори, како да сум кандидат. Не еден му фали улица да се... Тоа се гледа колку си научил од твојата кариера. Па не знам, ама некако научив да ги согледам проблемиве многу посуштински и затоа некако престанав да критикувам јавно. Мора да признаеш дека со друго око ги гледаш нештата кога си веќе на одредена функција. Апсолутно, али не е само до функцијава, него научуваш да ги гледаш суштински и сваќаш дека критиката не треба да ја споделиш на Facebook за да испаднеш фраер, искрен и не знам каков, него идеш таму кај што некој, знаеш, кога те боли зап, идеш на стоматолог, не идеш кај комшикава да ја кажеш еј ме боли зап. Исто така, ако знаеш дека во Куманово постои проблем или во Скопје или било
каде, во некоја општина. И тој проблем може да го реши градоначалник или некој директор на некоја јавна установа, институција, не важно. Идеш кај него и му го кажуваш проблемот. Не се тие луѓе толку недостапни и некако така научив да функционирам. Ако имам некаков проблем, ако комшијата ми пушта гласна музика, ќе се качувам кај него и му кажувам, го замолувам да прекине, да намали едно друго, не викам одма полиција, не идам у крајно, не пишувам статус, не го снимам, не го објавувам. Научив малку посериозно да ги третирам работите. Порано кога бев помлад, на прва све пукав, на Facebook, на Twitter, ваму, таму, као све ми смета све. Ете, тоа ми го повлекува следното прашање. Колку се промени за овие 7, 8 или 10 години? Пошто бидејќи ја приметувам зрелост во твоето излагање. Па тоа е вајде и природно. Не знам, луѓе на 20 години размислуваат едно, на 30 друго. И јас сум за месец и пол, два полнам 30 години. За 3, не знам, на 30 октомври ми е роден ден, ја и математика како се испомешав све, не е ни важно. Веројатно и природно е да имаш некаков прогрес, проблем е ако немаш. Некако тоа секогаш и ми било алатка да се истакнам, да бидам нешто многу бистар и паметен у јавност. Сега немам таква потреба, сега знам што мислам, зашто тоа го мислам и проблемиве суштински ги споделам со луѓе кои можат да ги решат. Но имаше период каде што прогресираше многу високо и имаше период каде што ти се случи на амплитуда паѓање доле и нели возобновување и одење чекор по чекор нагоре. Што се случи? Каква беше динамиката на тие работи? Зошто така се случи? Па и тоа е еден природен процес. Мислам дека секој човек во животот доживува падови, доживува некаков хайлайт, спотлайн, не знам како веќе со кој термин да се употребам за да го доловам моабетов, меѓутоа природен процес е да не биде све рамна линија, тогаш е проблем. Ја некако уживам кога ми се случува тој контраст и кога ќе го освестам. Океј, Марио, сега те чека нешто убаво и не паѓам у депресија, туку сум превозбуден. Чекам да видам што ќе се случи. Не е дека само седам и чекам, ја работам на тоа да се случат подобри нешта, меѓутоа во смисла животот е премногу краток за ја сега да размислувам на тоа како сум се чувствувал кога ми се случило ова, кога денес ми се случува нешто друго, наместо да му посветам внимание на тоа нешто, да доживее своја експанзија, да го уживам моментот. Не знам, вајда таа зрелост што природно би требало кај секој да постои, си носи нешто свое и јас сум задоволен со она што сум денес, како денес размислувам, секогаш може подобро и тоа некако дополнително ме мотивира, од друга страна секогаш пробувам да се задоволам со тоа што сум. Кога сум бил дете, за многу работи сум мечтал, као сакам ова, сакам она, сакам да бидам ваков таков. И многу тие работи ми се оствариле. Не сум бил доволно прецизен, можеби, па некои работи се оствариле на погрешен начин, меѓутоа тоа ми дава до знаење дека ако нешто многу сакам може да се оствари. Сега знам да посакувам да бидам прецизен. Така што верувам дека следуваат многу убави нешта. Ти си јутубер и пејач. Забележувам и поширокиот аудиториум веројатно забележува, претпоставам исто како мене, дека многу добро знаеш да манипулираш со камерата, кога зборувам манипулација, зборувам точно знаеш каде да погледнеш. Едно време беше опоменат во едно шоу каде што учествуваше, нема да го спомнеме шоуто. Меѓутоа, да, мене тоа многу ми се допадна и изгледаше како да си баш онака светска звезда која што излегува на терен и го остава срцето, па манипулира и со глас, манипулира и со светло, и со камера, и со се живо и диво. Свесен ли си кога ги правиш тие моменти или тебе ти е се однапред калкулирано? Не ми однапред калкулирано, дозволувам некако интуицијава да ме води преку живите настапи, преку снимањата и све. Од многу мал сум изложен на камери. Може би не сум најпознатиот човек од државава, може би не сум најуспешниот човек од државава, меѓутоа јас од 2010 година јавно се експонирам, сега сме 25-та. Многу години помина, од вкупно мој 29, јас сум 15 пред камери, на овој или оној начин. Почнав на времето на Македонски идол, например, и од тогаш не застанав. Бев во едно шоу, во друго шоу, во реално шоу, почнав да снимам на YouTube, почнав да снимам песни, пеев, настапи, апсолутно све што мене ме исполнува. Го правев тоа. И тоа е се многу достапно за јавност. И на тој начин публиката те запознава, некој те сака, некој не те сака, некој има ваква критика, онаква критика, секогаш критиките се добродојдени кај мене, затоа што сметам дека може да бидеме подобра верзија од себе утре. Меѓутоа, од друга страна, некако сум
од тај честа изложеност пред камери сум научен да знам каков сакам да се видам на телевизија. И кога имам некој телевизиски настап, свесно флертувам, свесно правам, свесно следам камери и затоа што знам дека кога ќе го гледам тој настап сакам да изгледа така. Не е тоа калкулација, не знам ја што конкретно ќе правам, не знам кај ќе се движи кранот, дали ќе има дрон, нема да има дрон, која камера ќе се уклучи. Ја тоа не го договарам со камермани. Едноставно само следам, знам дека кога ќе засвети црвено на камерава, таа ме снима и ја бирам што ќе правам у тие 3 секунди додека сум онака, го имам тој спотлайн. Не знам, природно ми доаѓа. Во морето на Пирани, на Ајкул и на македонската музичка сцена, ако можам да ја наречам сцена, бидејќи не сметам дека имаме некоја голема сцена, па да продуцираме нешто многу повеќе како што го прават тоа нашите соседи. Мислиш ли дека во одреден момент Кикс не го направи вистинскиот момент за да успееш многу повеќе во тој музички дел? Или некој те спречи? Никој не ме спречил, никогаш не обвинувам никого за лични неуспеси. Не мислам дека сум доживел никакво фијаско, меѓутоа не може да те спречи. Кој може да те спречи? Какви моќници имаме ние у државата што ќе те спречи кариера да изградиш у ова доба, кај што имаш социјални мрежи. Буквално звезда може да стане денес секој звезда. Под наводници, можеш да бидеш популарен, може да се слушне твојата музика, може да се видат твоите видеа, да се погледнат твоите спотови, апсолутно све е достапно. Денес и никој тоа не може да ти го одземе. Може би било случај да ме спречи некој пред 20 години кога си имал 6 телевизиски станици и као некој ќе те забрани, некој нема да те сака, нема да те милува, да те емитува. Меѓутоа тоа денес не е случај, ниту ја имам причина да бидам забранет на било кој телевизиски канал и така натаму, не сум замерен со никого од тие клучните луѓе, да речеме. Од друга страна, јас почнав да се експонирам јавно, како што веќе реков, во 2010 кога лека по лека естрадата почна згаснува. Помина златно време на македонската музичка сцена. Полека, после смртта на Тошев всушност, сметам дека еден по еден од оние големите почнат да се повлекуваат. Знаеш, у тоа време ја кога растев, беа многу популарни, не знам, од Ноне, преку Елвир, преку Јован, преку сите тие луѓе кои денес не постојат на македонскава сцена. За жал, ја многу би сакал да се случи нека ретро забава, да се појават сите наеднаш, да снимаат и да работат, затоа што од тие всушност тогаш ни беа на нас инспирација муза, која веќе слушавме македонска музика. Иако јас генерално сум израснати слушајќи многу музика од надвор. Љубител сум на светска таа сцена, меѓутоа благодарение на тоа што од мал сум гледал такви настапи, такви спотови, денес со ништо не можам да се задоволам од овде и самиот немам доволно елан да работам спотови, музика, затоа што тоа колку и да имаш пари овде, колку и да имаш луѓе овде, не можеш да го достигнеш тоа ниво и секогаш ти е недоволно. Значи, важи девизата дека целта секогаш не ги правдува средствата. Апсолутно. Ниту средствата целта, ниту целта средствата. Едноставно, во Македонија сме спречени продукциски да реализираме проекти какви што постојат во свет. Затоа што никој нема толку пари и реално никој нема ни таква опрема, никој нема ни такви услови, никој нема таков третман, овде звезди малтени и не постојат, можеби некои луѓе кои што се аиконик, као Калиопи, као Влада Јаневски, Каролина Гочева. Јас сите нив ги почитувам, идам на концерти ден денеска, сакам кога имаат настапи, сакам кога вадат нова музика и постојат тука и многу други, сега да не набројувам, ќе заборавам сигурно некој. Меѓутоа, суштината е дека почнав со музика во оној момент кога све се распаѓаше. Се затвори тогашната А1 и тука све тргна надолу. И некако немаш ни каде ја да промовирам нова песна, каде е сега вие сте исклучо како медиум до кој што може да стигне апсолутно секој. Добро, да, фати еден исклучително тежок период, тоа е неспорно. Значи такви беа годините, ние и еве јас и сите мои новинари го пратат тоа хронолошки, знаат дека е така. Меѓутоа по друга страна се профилира како јутубер. Што мислиш, дали тоа ти донесе одредени поени кај публиката или па во одредена смисла те исполни многу повеќе од колку на музички план? Никогаш тоа јутуберство не ми исполнило повеќе од музикава, меѓутоа дека има своја публика има. И дека јас, кај многу млади луѓе сум препознатлив како јутубер, а не како пејач, е исто така факт, затоа што многу генерации израснаа со мои видеа. И денес ми е многу интересно кога ќе сретнам некои луѓе кои имаат по 20 на години, кога имале 2-13,
растеле со мене, они секој ден гледале мои видеа. И денес кога ќе ме видат, го споделуваат тоа со некаква носталгија. И ја кога го слушам тоа, исто така ми е пресимпатично. И многу ми е драго што тоа е така. Денес исто така постои една публика, меѓутоа и тоа се смени. YouTube, и златното време на YouTube помина. Порано имавме некаква YouTube сцена, имаше многу јутубери, имаше некој здрав контент. Сега све се сведа на лайв програма, што е исто супер, што го поддржувам, што уживам да го следам, меѓутоа нема веќе влогови, нема предизвици, нема видеа какви што јас снимав на времето. Затоа и почнав да забушавам со YouTube у момент кога се почувствував дека ја прераснав содржината која што некогаш сум ја креирал и кога сватив дека веќе нема публика за тоа, само се повлеков, затоа што не се откажав никогаш, меѓутоа се повлеков, чекав да видам што со себе, како да се вратам, што да снимам, што е соодветно, некако ги размислувам тие работи, а уживам и ден денеска уживам да носам камера со себе, да снимам влогови, особено на патувања, уживам у тој креативниот дел, да ги монтирам, да објавувам рилчиња и такви ствари. Што е она што најмногу ти спомнувате во тој дел, во јутуберството, освен што ги спомна патувањата? Дали ти интереси на оној дел каде што малце знаеш да направиш? Па е ретко тоа го правам у видеа. Ја у последно време се објавам нешто од забавен хумористичен карактер или лайфстайл, као немам нешто да сум ептен критички настроен и така натаму. Тоа може порано го снимавме уште во времето со Ивона која работев. Што знам, мене ми е многу драго кога, например, ќе снимам влогови, што освен што ќе ги забавувам луѓе кои што ме следат со тие влогови, ќе ми останат и како спомен. Знаеш, од времето луѓе кои иделе по одмори, по патување се сликале со стари апарати, ваделе слики во албуми, све. Ја денес имам видео и ретко кој има такви спомени. Знаеш, сум бил, немам појма, у Шпанија, сум си поминал феноменално. И после 5 години го пуштам тоа и ме навраќа, убаво ми е. Го имам документирано, уште и смонтирано, направено, 20 минути видео да го гледаш со мерак. Знаеш, убаво ти е. Целта ти е да бидеш познат преку тоа или убаво кажа чеф да ти е да го направиш тоа и со чеф да го гледат другите? Види, ја од тоа што ќе сум познат немам ништо. Тоа може би ме возало на 20 години, сега не. Сега ако можам да бидам познат само кога го работам она што треба, да отидам у дискотека, да пеам и тогаш да ме знаат кој сум по улица, не по некако мене популарноста не се мачка на леп, не ми плаќа струја, не знам како да се изразам, немам ништо од тоа што сум популарен. Као не добивам апсолутно, мислам постоја тука некои привилегија, не можам сега да лажам, меѓутоа суштински не те исполнува, као што имам од тоа што сум популарен. Јутубот на нас ни беше забава, ние кога почнавме бевме малтене деца. И као ни беше забавно. И ние креиравме, снимавме секој ден без да имаме никаква корист од тоа. Денар немавме земено. Тогаш ни немаше монетизација, никој не заработуваше. Сите онака снимавме од мерак. Сега веќе не би го правил тоа од мерак. На 30 години да се снимам ко будала, како седам и викам и ставам мастики уста и се вртам, се сипам со вода, без пари. Ниту па тоа ми е интересно, сега ни за пари тоа не би го правил, али постои контент на кој што би се одважил овие години, меѓутоа мора да бидам свесен дека ја морам од нешто да живеам и све што го работам мора да биде монетизирано. Така што ете. Кого би одвил еве од македонскава сцена кој што сега во моментов, значи не зборуваме за порано, ете ти остава некој голем впечаток и мислиш дека потенцијално може да биде, па ајде да не кажам уште подобро, да направиме нешто многу повеќе? Збориме за YouTube сцена или музичка? Не, конкретно за музичка сцена. Леле, постојат многу луѓе што се преталентирани, што се преспособни. Не знам, прв што ми паѓа на памет Антонија Гиговска, може. Добро, и мене исто. Она ми е многу иновативна, многу ми е, може би е мрзлива, меѓутоа работи повеќе од сите нас кои имаме елан за тоа, што е чудно. Знаеш, као многу редовно вади песни, сите проекти се многу квалитетни. Има некој визуелен идентитет у последно време. Знае, некако и она порасна. Знаеш, јас сум можеби повозрасен од Антонија, памтам од она, како се вика, некоја шоу за деца, како, не знам, сега да не лупетам. Ја памтам од тоа време, ја веќе бев возрасен човек и се радував на сите нив што беа таму мали, викам, леле, супер. Не очекував дека може да прерасне у вистински потенцијал за звезда. Знаеш, она денес е рамо до рамо со сите истакнати музички имиња овде. Сметав дека има потенцијал. Се да не набројувам и од мојава генерација, и Ивона, и Мартинијан, и Мартија, и
мислам, она е помала исто, ама некако тоа е свежината. Имаме тука Илина Пеевска, и Лара Иванова, и Пајак, и тие у тој свет што си исто, Двабона, Таско. Навистина имаме ние, сигурно некој заборев, има од Куманово, еве Лука Чомбе, полека почна да се експонира и надвор од Куманово. Некако постојат луѓе кои што и tekako можат да создадат еден нов бран и нова естрада, само имаме недостаток. Врзани сме како црева овде, ако не соработуваме едни со други, никој фајде нема да види. Не е доволно да имаш еден настап месечно, овде нема ни да те платат доволно. Некако мора сите да знаеме каде ни е местото и да некогаш си помогнеме и без да имаме сериозна корист од тоа. Знаеш, ако ја немам продуцент со кој што можам да работам, ако немам медиум во кој што можам да се појавам, што работам? Ја не може све да се сведе на социјални мрежи. Ние сме тие кои што и без Инстаграм треба да продолжиме да живееме. Ја треба утре да се појавам у некоја дискотека да пеам и без да имам TikTok, и без да имам Инстаграм, и без да имам YouTube. Треба некако да ја вратиме сценама таму кај што припаѓа. А тоа е живи настапи, песни, музика која може да се слушне секаде, независно дали имаме интернет или немаме интернет. Оваа ера на тиктокери, познати луѓе од XY причини без професија е нешто што нема да трае вечно. Меѓутоа музиката треба да трае вечно и треба да се потрудиме тоа да биде така и мора да соработуваме. Не треба у прв план да ставаме само финансии, треба од нешто да се живее, мене све тоа ми е јасно. Меѓутоа, ако ти знаеш дека јас почнувам со кариера и ова ми е прва песна и дојам кај тебе да ми правиш песна, не можеш да ми ја наплатиш како што ја наплаќаш на некој што е веќе изграден, работи, заработува и може да вложи. Некако само треба да бидеме свесни за тоа кој е каде и кој колку може да придонесе. Така што гледам надеж, има многу луѓе квалитетни кај нас. Свесен си за твојот изглед, веројатно изгледаш убаво за млад и успешен дечко, перспективен, можам да го наречам тоа така. Како се однесуваш кога е во прашање твојот физички изглед и твоето ментално здравје? Не сум свесен. Не сум свесен нешто многу, као не ми... Јас се будам сам со себе, легнувам сам со себе и немам идеја за тоа како луѓето ме перцепираат у однос на физички изглед. Да, сведок сум на коментари, на ситуации кои се случуваат, пак ќе кажам, на социјални мрежи. Се случуваат и во живо. Мислам, искачам, шетам по улица, излагам у дискотеки, у кафичи, као ти придуваат луѓе, ти доделуваат комплименти и све е тоа супер. Меѓутоа, не можам да кажам дека мене приоритет ми е само да изгледам добро или дека јас сега ќе живеам на карта, јас изгледам добро, има и многу поубави, и многу позгодни, и многу поуспешни луѓе од мене. Јас само сакам да, у однос на ментално здравје, да можам, каков и да сум, да се прифатам таков каков што сум и да бидам задоволен сам со себе, знаејќи дека може подобро и секогаш може, меѓутоа да не земам пример и луѓе што изгледаат подобро или се поуспешни да ми бидат мотивација, не да им завидувам, не да ги гледам како леле, види ова ја никогаш нема да го достигнам, некогаш можеби додека си мал или млад го размислуваш тоа така, као леле, види ова, као колку мене време ми треба за вакви нешта. Не сме сите совршени и јако и сите луѓе имаме нели недостатоци, мани и така натаму. Меѓутоа навикнат сум некако да не знам никако тоа да го објаснам. Што да кажам у однос на мој физички изглед би делувало дрско, као се ја многу сум, немам онак као некое доживување за сам себе. Се трудам да изгледам добро, се трудам да водам ред, да сум чист, да сум педантен, да сум... Значи кога ќе се видиш во огледало викаш, кај си бе Марио, лепото бре. Па да, ма некако се трудам и редовно да вежбам, знам да забушавам, знам да качам и 10 кила, па да ги симнам, па да... Мислам, тоа се варијации како и кај секој друг човек. Као ја не сум фитнес инструктор, ја не сум човек кој што живее од тоа, не идам по надпревари, не сум манекен, не сум модел, така што не можам да се оптеретувам со тоа како изгледам. Те прекинам, имаше една изјава на Хелена Папарицу, победничката на Евровизија со My Number One, и многу добро кажа и ме води тоа кога правам интервју со одредени пејачи и личности. Во еден момент ја праша, нели, бидејќи се здебели енормно од после Евровизија и сега е дебелка, меѓутоа да убаво си објасни. Јас, луѓе мора да сватите, јас сум пејачка, не сум манекенка.
Абе види, у денешно време кога све се гледа покрај тоа што се слуша, некако и се наметнува да изгледаш добро, пристојно. Не треба сите да изгледаме како топ модели, мислам не треба. Дај Боже сите да изгледаме како топ модели, у тоа нема ништо лошо. Меѓутоа, топ модел е професија. Тој човек живее од тоа што добро изгледа. Ако ти работиш од 8 до 4, ти не можеш подеднакво исто да се посветиш на таа работа да изгледаш добро. Затоа што имаш други обврски, други приоритети. Мора тоа да го разбереме. Ако си фитнес инструктор, ти си цел да е до теретана. Ја едва наоѓам сат време дневно да отидам. Некако, ја многу рационално си ги поставам работиве. Не можам да се споредувам со луѓе чија е тоа професија. Не ни треба. Едноставно само ми е битно да се грижам за себе, да не се запуштам. У смисла година дена да не влезам у теретана, у смисла да јадам све и свашта и да не го освестам тоа. Имам јас периоди кога 3 месеци јадам Богу и за ногу. Али ја го освестувам тоа. Ја веќе првиот месец знам дека ова треба да го спречам. Само чекам момент кога ќе го стопирам и ќе почнам пак. Некако јинг-јанг сум цел живот така. Не сум фокусиран само да изгледам идеално, затоа што не ни мечтам да изгледам идеално, што имам од тоа што ќе изгледам, али е битно. Не можам да кажам дека не е битно, затоа што убавината денес се дефинира многу површно. И кога си јавна личност и јавно се експонираш на овој или оној начин, треба да изгледаш пристојно и треба да... Тоа е првото нешто што луѓе го забележуваат кај тебе. И едноставно, сакале ние или не, таа неправда ќе не следи цел живот. Колку и да ти сакаш да си уживаш у животот и да ја форсираш своја професија, важно е, како не е важно, и у спот да изгледаш добро, знаеме какви спотови денеска постојат, и у филм да изгледаш добро, и не знам, што и да работиш јавно, све е битно. Све е битно и не знам. Ја мислам дека треба да работиме на себе. Али пред се да бидеме добри у глава, па после у телово. Затоа што без глава немаме ништо. Би сакала да те прашам, што е нешто прво ти се фаќа од гардероберот кога на брзина одиш некаде, неформално, значи не мора да настапи или прво се фаќаш, не знам, за тоа и во тоа тераш натака. Црна мајца, фармерки и бели патики. Тоа е мојава добитна комбинација. Мислам дека не постои човек у држава што има повеќе црни и повеќе бели мајци од мене. Ја имам од денес да почнам до крајот на годината секој ден да менувам по една црна мајца. Мене ми е тоа добитна комбинација, не знам, најкомотно се чувствам у фармерки и црна мајци патики, зборам ако излагам од дома. Ретко носам тренерки, ретко носам шорцеви, затоа што ми е непристојно, не знам кај ќе завршам од текот на денот, кај у која институција треба влезам и ретко носам кратко, меѓутоа се летно време некако окей сум. Мажи сме и легитимно е да паднеме во депресија, се случуваат такви моменти, подеми падови, нели? Дали си го почувствувал тој моменти, како си излегол или си се справил со тоа? Не знам дали некогаш сум бил во депресија, затоа што Извини, знаеш зашто те прашувам ова, за да добијат совет нашите гледачи на некој начин? Секако би им дал совет, затоа што јас сум човек кој што многу се грижи за ментално здравје и без ништо да ми е посетувам психотерапија. Секоја мака што си имам во животот се јавам на психотерапевтката да ја кажам. Од тоа не се срамам и не мора да ми е ништо за да отидам, сакам само да споделам што ми се мотка низ глава. Сум имал анксиозност, сум имал панични напади и денеска ги имам. Ја имам социјална анксиозност, веројатно наследена од самата професија. Мислам дека кога сум гужва, не знам... Што значи тоа? Тоа е агорафобија? Па, најверојатно се, не знам како кој може да ја истолкува, меѓутоа, кога сум гужва, не знам кој човек со каква намера ми приидува, дали ме препознава или не ме препознава. И јас сум малце како изгубен случај кога ќе се најдам у непознат круг на луѓе, односно сум не знам, фаќам некаков напад, што брзо го смирувам, меѓутоа избегнувам да се наоѓам у нагли гужви. Мене ми се лоши кога ќе влезам у маркети, онака ќе видам шарени производи и луѓе. Например, сум забележал дека тоа е наследно од професијава, затоа што не ми се случува ако сум у други земји, кај што никој не ме знае.
туку само овде, затоа што веројатно сум имал некои непријатни ситуации од луѓе кои ме препознавале и пријатни ситуации, меѓутоа ќе се симнам да купам вода у продавница, некои шорци и папучи, ќе те сретне некое дете што те гледало од мало и си му било све на светот, и ти не би сакал оно да те види у такво издание, му го кршиш филмов, сеќаш. И валјда тоа, колку и да звучи ова глупо што го кажав, некако веројатно им доловив на луѓето што сакам да објаснам со тоа социјална анксиозност. Тешко е кога не можеш секогаш да бидеш да се покажеш у она светло по што те знаат. Ја бев пред некое време у Охрид, бев на еден концерт и доаѓа некое дете што ме познало и вика зашто си така тмурен, као ти треба да си весел, насмејан, ти они те знаат, те Марио од YouTube. И луѓе, ја кога ќе уклучам камера, ја свесно се смејам, свесно сум расположен. Кога не сум расположен, не се снимам. Не седнувам да снимам видео нервозен. Се смирувам, па седнувам да го снимам. Ја на концертов бев толку мамурен, не наспиен никаков. Изјапав тоа, го чекавме Джейсон Деруло 3 сати да излезе, окапан. И ти доаѓаш и ме прашаш зашто сум таков. Се каков очекуваш да биде, да ти кажувам вицеви, не може увек така да биде. Меѓутоа ја ги разбирам луѓево. Јас сега да го сретнам Чарли Чаплин, ќе очекувам да е Чарли Чаплин, не некој озбилен човек со пуру рака седнат у ресторан. Сеш? Верувам дека луѓево малце погрешно ги толкуваат работиви и тоа мене ми ствара социјална анксиозност, тоа е мој проблем, јас си го лекувам како знам и умем, а сериозна депресија не можам да кажам дека сум имал затоа што никогаш не сум бил подложен на лекови за депресија, па претпоставам дека не ми било установена. Сум бил тажен, депресивен, сум имал такви некои епизоди, меѓутоа дека нешто сум бил по лекар и тоа било сериозно. Не ми беше тоа намерата, прашањето ми беше доколку си бил во таква ситуација, па ја опиша таа социјална анксиозност. Пардон. Кој е начинот на кој што се справуваш или ете себе си ставаш некоја мисла во главата и таа те води до одреден степен за да ти биде подобар, да се смириш во моментот, пример? Надеж, у смисла, ја не се надевам многу дека нешто само по себе ќе се смени, меѓутоа верувам во моќта на моите мисли, желби и цели. Као верувам дека ја можам да се извлечам од све. Као краток е животов, луѓе биле бездомници па станале милионери, као луѓе биле болни па се излечиле од неизлечиви болести. Као све постои, секој чудо. Јако, знаеш како ќе имаш некој сериозен здравствен проблем и сите викаат леле 100 луѓе умреле од тоа. Можеби еден преживел, зашо фокусот не е на тој еден, него на вие што знаеш, така некако пробувам тие ситуации да најдам еден човек што бил у моја ситуација и сега е на врвот некаков, у негова глава, се врв е дискутабилна ствар, ама не се оптеретувам дека тоа ќе трае вечно. И не си дозволувам да паднам толку ниско, у смисла да мислам, еве, тоа е мојата животна состојба. Не смее да биде као, ако знам дека сум можел да се чувствувам поинаку, ќе можам пак. Што и да ми се случи. И као, не можам да кажам дека сум имал сериозен проблем со тоа, но у секој случај совет би дал на луѓе, ако почувствуваат било каков проблем со депресија, анксиозност, што и да е, сега постојат еден куп термини за тие модерни болести, како милуваат повозрастните да ги кажат, да си побарат стручна помош, стварно нема ништо лошо, нема ништо странно у тоа. Као јавете се на некој психотерапевт, споделете си ги маките, не мора и ништо да зборите, човеков ќе ви збори, као кај да отиде. Мислам, постојат многу методи, постојат модерна психологија, можеш книга да читаш, можеш нешто да најдеш мала мотивација у било што ќе те покрене, што ќе ти даде некако елан да се движиш. Марија, драго ми е ова што го сподели со нашата публика, со мене конкретно и со сите, бидејќи јас секогаш сум таков и пристапувам кон луѓето, звездите, не знам, и личностите кои ги интервјуирам, да кажат нешто малце подлабоко во себе, затоа што па од друга страна народот се идентификува со таквите особи, гледа помош, бара спас и едноставно гледа дека не е сам во таа приказна, дека има и некој кој се соочува можеби со исти или слични проблеми и драго ми е што ги сподели овие моменти. Мене многу ми пречи кога ќе, например, некоја јавна личност, светска звезда или било кој, ќе сподели некаков сериозен проблем. Не знам, има рак, тумор. Ова го кажувам, многу е сензитивна тема.
и ќе прочитам коментари. Ете, жртва, сигурно ќе издава нов албум. Ја ми се повреќа. Дали некој сериозно мисли дека ќе излезе било кој со здрав разум да каже дека е болен од не знам ти што, за некој да го жали. И сметам дека секоја јавна личност која има било какво влијание треба да ги споделува таквите работи, не за да испадне жртва, туку херој. Зашто? Управо ради оно што ти го кажа, се поистоветува народов. Ако ти со сите милиони, со таква кариера, со такви хитови, со такви, не знам, филмови, чуда, книги, го имаш истиот проблем како ја, ние сме исто. Значи, постои надеж и за мене. У било каков облик. Треба луѓево, тоа е некоја општествена одговорност што ја имаш кога ќе се препуштиш у тие јавни води, кога ќе се впуштиш у све. Некако не гледам лошо у тоа да споделиш дека не ти е добро, ако тоа може некому да помогне. Не можам се ја главаме, боли ќе излезам цел ден на стори ќе кукам дека ме боли глава, као тоа е глупост. Али зборувам за некои посериозни, сензитивни теми, многу е важно кога некој човек за кој што ние некако го гледаме кроз розови наочари, дека све му идеално и ќе излезе со некоја таква приказна. Тоа е за почит, не е за осуда. Ке преминеме на малце по смешни, хумористични теми, можам да го наречам тоа. Знам, ама не знам колку ќе се сложиш, ама ја знам, дека си добивал доста непристојни предлози. Дали вистина? Па ја тоа секојдневно го прават луѓето на социјални мрежи. Во живо не, никогаш. Никој никогаш не ми кажал нешто погрешно, погрдно, непристојно во живо. На социјални мрежи веројатно тоа е нормално. Верувам дека секого да прашаш што ја. Не, дали ти знаат да ти напишат нешто еве? Но знаат и да напишат и да пратат и тоа е секојдневие. Што праќаат најчесто? Свашта праќаат. Ај предпостави. Праќаат свашта луѓе. Одговараш ли на такви? Не, затоа постои message request, ќе влезеш некогаш кога ти е досадно и ќе си изнагледаш, изначиташ се и свашта. Ко мене, окей ми е, мислам, јавно се експонираш и тоа пак ќе реша последица. Као ништо друго. Ако да тие луѓе им е досадно, сметаат дека имаат некаква шанса, нешто ќе постигнат, у смисла не знам што ќе постигнат, не знам што сакаат да постигнат ствари. Меѓутоа, како ми е забавно на било кој начин на некого нешто праќаат, нека сум ја таа корпа за отпадоци. Сигурно дека не си тоа, меѓутоа дали некој ще се случило тиете да те поведе расположението и да пратиш можеби нешто, па не страмно, меѓутоа малце поексплицитно на некоја особа што ти се допаѓа. Да, апсолутно. Добро. Па добро. За тоа беше и прашањето. Добро, јас добив одговор. Влагање у DM со непристојни понуди, фотографии, видеа кон луѓе кои што ниту ги знаеш, ниту ги познаваш и кога се тоа конверзации со не знам, у некаков однос, у некаква таква комуникација и тоа е некако текот си тече. Зашто беше моабетот? Не се плашиш ли дека можеби нешто може да протече во јавност? Па дека се плашам, ја не се ни сеќавам дека сум праќал не знам ти што за да тоа излезе у јавност и ја да се осрамотам. Ама знаеш дека не се одигла локомотива, право? Па добро ако излезе бујру, мислам што можам да пратам што веќе никој од вас не видел. Као што можам да пратам? Еве станот можев да го пратам, сега вие дојдовте го снимавте и тоа више не може. Марио, дали си среќен еве сега се пресели, работиш ново работно место, си го правиш животот на еден начин поубав да ти е, одиш на бербер, јадеш квалитетно, одиш во теретана, уживаш во животот, се шеташ. Дали се сметаш за среќна особа, колку да е тоа релативно, меѓутоа сепак среќата е среќа? Мислам дека од ниту еден човек на ова прашање, кој што јавно се експонира, нема да добиеш искрено да. Мислам дека секогаш фали тоа нешто. Вајда не знам што ни е на сите, али јас секоја сабајле кога ќе станам сигам, маре, колку ти убаво животот, катера, ајде, вози. Меѓутоа, ми се случува да имам епизоди кога онака сам со себе ќе седнам и ќе си направам искрен муабет, у смисла, добар ли си, као, дали ова тоа, као,
И има работи кои што би ги сменил, има работи на кои што работам, да ги сменам. Едноставно, не дозволувам да кажам не сум среќен. Затоа што навистина не е така. Среќен сум. Меѓутоа, секогаш нешто фали. И тоа верувам дека ќе сите е така. Дали имаш блиска интимна личност во моментов? Во моментов не. Сам па како знам. Немам, да. Сам сум си. Сам подобри ли со некого? Сам моментално. Идеално. Значи изборот за сега е тој. А што ќе им кажеш на оние што те посакуваат? Со среќа. Не знам што да кажам. Као не сум во потрага, знаеш, ја барав стан, барав бербер, барав ова, ама нигде не споделив дека барам љубов. Затоа што љубовта доволно ја пријам на дневна основа од сестра ми, од внуците, од мајка ми, татко ми, пријателите, чувствувам почит, љубов, света. Не, дека мене не ми треба, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа, дека сум у потрага во овој момент, не сум, затоа што тоа само ќе ми биде дополнителна главоболка. Така што у овој момент, пауза од такви екзибиции, све друго е добре дојдено, меѓутоа тоа ќе си почека. Што е... Ако нешто не ме сврти преку, знаеш, тоа не збори за да ти се смеат. Љубовта не бира. Така е, може утре да излезам на улица, тука нешто да ми се случи, тоа е тоа, али у овој момент дека свесно барам нешто, не барам. Добро, ќе престанеме со потрагата. Ако сакате, можете да го најдете во станот, не ви кажуваме каде. Не мора да ме барате во стан, тоа ќе звучи само по себе катастрофа. На Инстаграм профил испразнете си се без гајли. Добро, Марио, еве за крај би ти поставил на прашање кое што често им го поставам на моите гости. Колку и да звучи клише, меѓутоа може да се изведе некаква порака. Што мислиш дека те движи во животот и дали би бил што би било да не би бил Марио? Што би бил да не би бил Марио, веројатно би се викал Лука. Тоа ми е се уште моите ги прашам зашто не ме крстиле нешто на Л. Сакав да се викам Лука. Инаку фан факт. Не знам што би бил. Као јас сум сестра, ја не знаеш, мене е многу тешко да ме представиш, во смисла и ова си. И се не знам дали тоа сериозно или несериозно што е така. Може би и проблем што никогаш фокус не ставив само на една работа и тука да бидам брилијантен. Може би ќе се случи тоа еден ден, кога ќе пресечам, меѓутоа зашто да си ги скратам сите тие задоволства, ако во нешто уживам, ако нешто ми е пасија, зашто да го занемарам, за да се движам по тој калуп дека мора уедно да си брилијантен. Не мора униедно да сум брилијантен, ама све нека си работам доволно добро. Не знам што би било, пак би се моткал нешто околу камери, веројатно тоа е единствено нешто што ме исполнува. Што би им препорачал на нашите гледачи? Па на вашите гледачи би им препорачал да се здрави, живи. Тоа е денес најтешко, уствари. И да имаат јасни цели за тоа што сакаат да бидат и ако веруваат во она што го сакаат, верувам дека не постои уствари опција да не им се оствари. Секогаш све се остварува, само внимавајте на кој начин тоа го посакувате. Кај што не буши бургија, бушат многу пари, дали се согласуваш? Зависи у кој контекст, али генерално да. Ти благодарам, Марио. Баш ми беше драго. Па дојдете ми пак, па здравје Боже, следна прилика и у мој стан, не вака под кирија. Со задоволство во секој време. Фала ти. Се гледам.